Добро утро, бато. Дојде ли, бато? Сега ќе биде готов појадокот. Слушнете ме. Дознав која зел тепсијата. Која зема? Исмаиловци. Ке вида тие. Добро, нема да пцуjem сега, ама тепсијата ја зеле и ја однесле кај Дузгун во знак на добре дојде на гостите, ме разбирате? Види ги. Значи Исмаиловци ја земале. Слушнете ме. Ширум отворете ги очите. Јас за отварање ширум ги отворам, ама моите не се отвараат до крај. Двете инсистираат да гледаат во една иста насока. Ја украдоа тепсијата на старицата, отиде тепсијата. Бато, зошто ние нашата баба ја викаме старица? Ја прак? И тебе ли нешто те интересира? Понекогаш ме интересира, бато, да. Добро, тогаш да ви раскажам. Слушнете ме. Старицата беше многу строга жена. Секој ден не тепаше. Не само нас, сите деца ги тепаше. Дури ги тепаше и децата кои ни доаѓа за Бајрам. Старицата многу ја сакаше таа тепсија. Сега каде е тепсијата? Не знам каде е. Да знаеше ќе ме зачудеше. Што раскажа, бато? Ја прак. Дај Боже да паднеш како лист од дрво и некој да те стави во книга и да те исуши. Не знам кој ја зема. Исмаиловци ја земаа. Исмаиловци кај ја однесоа. Кај Дузгун. Тогаш каде е тепсијата? Кај Дузгун. Не. Ама треба да е кај Дузгун, нели, бато? Слушай, порано кој живееше во куќата на Дузгун? Не знам кој живееше. Господин Фикри. Мори тие што дојдоа од Истанбул, нели бевме во неговата фабрика? Ете, нашата старица воопшто не го сакаше таткото на Фикри. Сега најомилената тепсија на старицата стои во куќата на човекот кој таа многу го мразеше цел живот. Слушнете ме сега, старицата нема да не остави на мир. Може да ни се појави како дух. Што е, Ерол? Девојки, дајте ми една тепсија, ќе соберам домати, краставици и се друго од нивата. Нека биде малку поголема. Чекај. Земи ја ова. Благодарам, Назгун. Токму оваа големина ја барав. Добро, но кај да го оставам сега ова? Господе Боже, што правиш? Кој? Абе, господин Фикри, што правиш ти? А стигнавме ли? Та од кај да знам? Не дај Боже. Ти си далеко убило, бе. Господе. Кај ми се ночави. Абе, Исмаиловци, зошто зевате комагариња? Затворете ја устата, ајде одма. Абе, и зевањето ли е забрането? И тоа додајте го во законите. Забрането зевање пред жени. Море, многу зборуваш, бе ти.
А она таму? Што е тоа? Ова се правилата за ромазет. Како така? Навистина? Навистина бе, момче, ти што си мислеше, а? Да видам. Селанецот е господар на народот, а господарот на селото е жена. Значи жените се господарки на ова село. Жените се круна на нашите глави. Во ова село вистинска круна се нашите жени. Жените ли? Освен тоа, мажите не смеат да мирисаат на алкохол, на наргиле и на останати тутунски производи. Забрането е да се опијанат и да дојдат дома, вклучувајќи и таблата. Забрането е да се игра било каква игра која се смета за коцка. Многу е симпатично ова. Морам сега да го сликам. Симпатично? Да бе, да, симпатично. Ага, на мајката ни се расплака од тие правила, да ти кажам. Добро, се спроведуваат правилава? Секако дека се спроведуваат, бе, брат. Тие си се закони. А зошто се пишуваат законите? За да се спроведуваат. Ова е како закон за државен удар. Мора да се смени нешто. Што е ова? Каков удар бе? Не зборувајте така пред мене. Овие почнаа да губат контрола, имаме ефенди. Заради тоа зборуваат толку многу. Деј се, јас да си станам и да не бидам сведок на вакви муабети. Ајде, бидете добро. Отидов јас. Господе Боже. Исмаиловци, ајде одете да се измиете и освестете се малку како магариња сте. Еј, Беферит, и ти оди до чешмата и испи малку од селската вода. Немој да си одиш дома без да ја пробаш. Ајде оди. Ајде да одиме, оттаму ќе си одиме дома. Сигурно перокот е готов. Ајде одиме. Ајде. Абе да поседевте малку? Не, ќе одиме. Добро. Ајде. Ало, на кого му зборам бе? Одете да се измиете. Добро, еве, стануваме. Ајде. Ајде, бе. Аман, веќе, ајде. Многу е убаво. Оваа чешма е многу убава. Нема сад за пиење, него крши срцето на човекот, нема мајстор за поправење. Убав надпис. Од каде е водава? Горе има водопад, оттаму е. Навистина? Ајде сега, ајде да одиме. Вие Исмаиловци останете ми со здравје. Ајде се гледаме. Абе, овој да не си одеше денес или утре, носот ке му го скршев. Глумец еден. Еј, смири се, бе, ага. Ајде да одиме. Еј! Не се плашете, не се плашете. Еј, каков мирис е ова, машала, каков мириса, еј. Веднаш ми се пријаде. Повели? О, ајде, ле, како вкусно изгледа. Превкусно. На здравје нека е. Благодарам. А сакав да ви кажам добро утро на сите. Добро утро. А знаете, имам една идеја, нели татко ми ќе оди сега до катастар, по документите, велам да ве прошетам малку. Ти ли ќе не прошеташ по селото? Не, вие ќе ме прошетате, ама ајде, погодете, јас со што ќе ве прошетам? Со караванот. Што? Со караванот? Секако, да, за караванот. Ај, ние сум се качила во караван. Ај, божем, ние сме се качиле. Само да ви кажам нешто, овие старите, да не ги викаме, мислам татковците, тетка ми, тие, да одиме само ние, младите, може ли, а? Да одиме, да те молам. Прво треба да го прашаме тато. Ти се молам сега, јас ќе побарам дозвола, не грижете се, тоа е моја работа. Добро утро, Рашад. Добро утро, Личен. Ајде, синко, ти оди дома, јас ќе дојдам по тебе. Ајде. Му ги испрати вашите матични броеви на мојот другар од катастар. Добро, ти благодарам. Ти до кај стигна со пазарувањето? За кого со ти? Не, со Обама.
Со Батофикри. Ништо не разговараме со Фикри, околу тоа важи тоа што го кажавме на последната разговор. Немој да му даваш повеќе од 250.000. Тоа му е доволно. Добро, Господе Боже, повторуваш исти зборови како расипана плоча. Се исто по исто ми кажуваш. Не, само да те подсетам. Ти си мек човек, умен. Јас сум бил мек човек. Да. Ти си мек човек. Бог да чува. Ама Фикри, тој таков ли е? Тој е безобразен, погледни го. Не дојде ниту на погребот. Во право си, малку е суров. Всушност точно велиш. Долги години не бил во селото. Нивите, куќата и целиот имот на татко му го продава за пари. Не ме тере да кажам некој лош збор. Добро, сега слушни ме. Тогаш не оди погоре од 250.000. Тоа кажи му го во последен миг кога ќе се подпишете. Ако мрмори кажи му... Што те гајле? Господе Боже, ти ли ки ми кажуваш што и кога да кажам? Хајде гледај се работата. Бог да чува, тебе и доброто не ти чини. Метари жилец и ки ми столиш памети на мене. Бог да чува. Од такт ми извади рано на сабајле. Боже, Господе, чуден човек. Значи, мајките ви се различни, ама во исто време вие сте и братучетки, така? Да. Мојата мајка и нивната мајка се сестри. Кога починала мајка ми, татко ми го жениле со тетка ми. Така се прави во селово. Нека почива во мир. Зете, дојди малку. Зете. Зет? Зет ли? Зет реков сега? Да, рече Зет. Ние вака се шегуваме меѓу себе си, се викаме Зете еден на друг. Па, скоро сме врсници како блиски другари, така си наоѓаме прекари, малку се шегуваме. Нели, Зете? Токму така, Зете. Дојди да ти кажам нешто. Добро, доаѓам, Зете. Зете! Не ме оставаат на мир. Веднаш се враќам. Зете. Господ да го казни, дојде и ме изнервира, Бог да чува. Зете. Господа е со вас, добро утро. Благодарам. Ајде, јас одам. Господ да те утепа, бе, Ферит. Зошто Зете, бе, сега? Чекај сега. Дознав нешто многу интересно за Илгјун. И јас дознав, бе. Девојките биле братучетки од две тетки, разбираш? Што значи тоа, братучетки? Па сега, мајка и на Илгјун и мајката на трите сестри. Мислам, кај се железните заби. Тоа се две различни жени. Мислам, не се толку различни. Биле сестри, разбираш? Значи, мајка и на Илгјун и е тетка на останатите три, а мајката на тие три е тетката на Илгјун. Остави ги сега нив. Ете таа Илгјун. Таа оди над вода, Зете. Како така? Синоќ ја следев, се симна на кребрежето. И? Зошто не веруваш? Буквално одеше над вода. Има нешто чудно кај таа девојка. Секако. Овие другиве три да не летаат вака по небото. Абе, мене ли ме најде, бе? Абе, Ферит, немој жити мене. Значи не ми веруваш? Абе, како да ти верувам, бе? Девојката може да оди над вода, ама сега влегла во кујната и ни прави кровни. Така ли, тоа ли го велише? Дај ме, немој, молим те. Бога ми, не те лажам, Зете. Абе, дај ме, тргни ми се, Ферит, ти мене ли ме најде со такви фори, бе? Не смеја се растем во саксија, жити мене, дај, немој. Абе, не викај, Зет, ќе те слушна некој, Добро, ништо не правиме. Слушај, ти кога се симна долу? Долу? Па пред малку. Зошто не ме разбуди? Што правиш овде без мене? Елмас, немој вака пред детето сега. Што можам да правам? Еве, си седиме со Ферит. Што можам да правам, те молам, Елмас? Добро, остави. Изгледа влего во грев со тебе. Што си решила? Влего во грев. Душо моја. Добро утро на сите. Добро утро, господин Дузгјун. Ти дојде, значи? Изми го зеленчукот и донеси го горе. Што е, момче? Пак во тоалетот? Си реков да се пресоблечам. Добро, пресоблечи се, ајде, оди. Јас мислев ќе одиш во купатило. Господја Елмас, се што гледате на масата пред себе, се од моите ниви. Да, еве ова сладко е од Дуњи. Така ли? Ние сами го правиме. Тогаш да го пробам. Пробај го да го видиш. Моите ќерки го направија. Добро утро. Како ти помина ноќта? Спиеше ли добро? Остави сега.
Јас синоќа те следев. Видов се. А ти со кое право ме следиш мене? Колку време го правиш тоа? Што? Велам те следев. Видов се. Ти одеше над водата. Знаеш ли колку чудно нешто е тоа? Што има во тоа, кажи ми? Како што има? Ти знаеш ли колку тренираат монасите за кунг-фу за да одат така над вода? И пак нема никој кој успешно го прави тоа. Ти дали си бил во Кина? Да, сум бил на сите страни од светот. Добро. Оди повторно на светска турнеја. И зошто дојде овде? За да ме нервираш? Не. Дојдов за да те најдам. Бидејќи ти за мене си најубавото нешто на светот. Ма немој. Види го како зборува. Ако јас не ти дозволам, како ќе го направиш? Ке ми дозволиш? Велам, што ќе биде ако не дозволам? Што ќе правиш? Ке те грабнам ако треба. Не може, не. А каде ќе му однесеш? Во Истанбул. Ти да не полуда? Не, само сум љубопитен за тебе. Остварувам се што ќе наумам. Не заборавај. Ти ќе дојдеш со мене во Истанбул. Ти нас не прислушкуваш? Да, зошто така му правиш на момчето, ма? Виде ли што ти кажа, а? Му правам за да го спушта малку на земја. Многу лета со паметот. Ај, се обликуваш, пардон. Да, зошто дојде, што се случи? Ова, денес бато Коптагел ќе не однесе на прошетка. Така ли, не знаев за тоа? Ете, сега знаеш. Нели ќе дојдеш и ти? Да дојдам? Аха, подобро дојди, бидејќи Дада Илгјун ќе дојде. Окей. Не ми го заборавај ова што го направив. Види го Коптагел, сака да ме закопа. Видете го ова, овие работи се од нашата нива. Каде твоја нива, бе? Се уште е моја нивата. Ама денес ќе биде моја, затоа така кажав. Полека, бе, полека. Томатот вака ќе се јаде. Вака ќе го разделиш. Машала, види колку убаво мириса. Повелете, господи Елманс. Ај ви благодарам многу. Навистина прекрасно мириса. Лиги ми протекоа од ова. Јадете, ваков патлиџан нема ни во Истанбул. Што? Патлиџан? Ние тука доматот го викаме патлиџан. Ај, имате прекрасни патлиџани. Многу сте љубезен, господине Дузгјун. Полека, тетино. Се задавив од доматов малку. Хајде сега, штом завршивме со појадокот, на сресело ќе го пиеме кафето. Хајде. Ај, многу се најадов, бога ми ќе пукнам. Да бе, сега имам и гасови, ох. Ти пак што и да јадеш ти прави гасови, тато, машала. Како да си роден за гасови. Зете, нели вие ќе одите во Мармарис по документите? Да дојдеме и ние да прошетаме низ Мармарис. Горед, Боже, Ајде сега сите вака заедно да прошетаме до салата. Ајде, повелете. Повели. А девојките? Тие не доаѓаат, не сакат многу да шетат, дома ќе останат. Добро. Повелете. Да поминам. Ај. Аман полека де. Извинете, господине Дузгјун, ногата ми се преврти. Патеката е направена од камење и затоа. Ај, добро е вака. Леле. Што е Коптагел? Стомакот ме стегна. Што те стегна? По нужда ми се оди нужда. Вие одете ќе ве стигнем ја се. Ќе те почекаме, Коптагел? Ама, тетома, не можам така на брзина, не е човек за да ме разбере. Нужда е ова, ајде одете тука ќе завршам работа. Ама не може така, душо? Вие изгледа цело себество имате проблеми со системот за варење. Да. Машала, господин Фикри има проблем со гасови, господин Ферит Мочко, сите со мани. За среќа, господин Елмос нема никакви проблеми. Фала му на Бога, јас сум здрава. Заврши се работата и дојди. Плоштадот е малку подолу.
Дојди после. Ајде ние додиме, повелете. Ајде те чекаме. Одете ќе дојдам. Одете, ајде бе Ферит, оди ти. Внимавајте на патеката да не се сопнете од некој камен. Ферит, држи ме за рака, тетино. Девојки, сите ги откачив сега. Нека помина 10 минутки, ќе му сјавам на Чишко Дуждин да побарам дозвола. Ќе прошетаме со караванот. Со караван? Се разбира. Ај, многу е возбудлива. Ајде сега направете ми едно средно кафе да испијам и да седнам малку да се одморам и ќе одиме. Ајде. Јас ќе ви направам. Со задоволство ќе го испијам. Јас ќе ти помогнам. Тука ќе седнам. Таму кај нас никогаш не носам толку долги панталони, ама овде грешка некоја, мора да ги подвиткам малце. Ама е меко ова скока. Ајде, ти оди напред, јас ќе дојдам по вас. Ај. Тето, Кажи, тетино. ти тешко одиш со овие чевли. Што да правиме, тетино, ова е село. Ако сакаш да одам до караванот, таму има патики, ќе ти ги донесам, ќе ти бидат точни. Може. Оди до караванот, тетино, земи ги патиките и врати се, не можам да одам со овие јас. И на враќање земи го и брат ти. Ова е село, може лав да се појави, мечка да се појави, кучиња има. Добро, тето, те разбрав. Добро, ајде те чекам, тетино. Каде бе? Ќе се вратам брзо, тато. Добро. Ти ќе побераш дозвола од татко ми за да не прошеташ? Ама најголемиот проблем е Ерол. Сигурно татко ми ќе рече Ерол нека дојде со вас. Тој ако дојде нема да не остави намир. Не се грижете за Ерол, јас ќе го средам Ерол, не е проблем тоа. Ама Ерол е твој, нели? Не, нема такво нешто. Молчима. Како ли приметил? Не пропуштам такви работи јас. Тој нечесник постојано ја наблюдува оваа девојка. Ама слушај му ти. Тој кусиот од Исмаиловци, тој што е низок. Внимавај на него. Тој што дојде и ме бакна, разбираш, ти чуеш од него. Види го, се приметил. Ги познавам луѓето, не пропуштам јас такви работи. Дадо, бато Ферит нема ли да дојде со нас? Од каде да знам? Не мора да дојде. Ти не сакаш ли да дојде со нас? Дадо, нели рече дека ќе те грабне, а ако навистина те грабне? Толку лесно ли е тоа? Како ќе ме грабне? Бога ми, не знам, ама мене ми се чини дека тој те сака. Значи, види, јас така осетив. А ти, дали го сакаш? И да го сакам и да не го сакам, каква врска има? Нели утре ќе си одат, готово. А замисли те грабни и тебе, а? Не зборуве како некоја луда. О, и кафето стигна. Да сте ми живи и здрави, ви благодарам. Благодарам. Каде ќе одеше без мене, брат Емили? Ферит? На прошетка со девојките. Ќе одиме, зашто да не одиме? Само што сакав да ти се јавам, ама сега кога си тука нема потреба да ти се јавам. А пате ми кафето ми стигна, знаеш. И затоа не ти се јавив. Како и да му се јавам на господин Дужин и да го прашам него сега, чекам малку. Боже. Коптакел се јавува. Повели. Чичко Дужин, ако дозволиш, јас мислам брат ми и девојчињава. Сакаме малку да прошетаме со караванот. Ако не е проблем, се надевам нема да биде. Секако дека може. Штом ти си со нив, секако дека може. Ајде, одете. Коптакел ми се јави. Сака да ги прошета моите черки, јас му реков да одат. Не ни дозволи. Се шегувам. Ајде, станувајте. Ајде да се спремиме. Ајде. Седни бе, ајде седни. Седни бе, брат. Ќе ти се јавев, ама кафето стигна и ете тоа е. Добар ден, а едли е работа?
Добре дојдовте, добре дојдовте. Добро ве најдовме. Ова, јас подобро додам на прошетка со коптагел и девојките. А, не е убаво така, господја Елмас. Оставете ги младите сами да прошетат. Сите нека шетаат со своите врстници, а? Ти речи ќе дојдеш со нас во Мармарис, така ли? Кафињата да бидат средни, така? Да, средни. Слушај, маму, кафињата со малку Седнете, шекер нека седнете. бидат. Повели, господине. Ерол, слушни ме сега. Нашите девојки ќе одат на прошетка со синовите на Фикри. Ако одат, и ти да одиш со нив. Во никој случај нема да се одделуваш од нив, ме разбра? Добро, господине. Ајде, прекинувам. Ајде, побрзете малку, ајде, немаме многу време. Ајде. Ајде, влегувайте, ајде. Ферит. Ова било многу убаво. Ова е како куќа, ма? Ај, навистина е како куќа. И повеќе од тоа. А има ли машина за перење? Нема. Тогаш не е како куќа, затоа што веќе нема куќа без машина за перење. Ајде, веќе тргнуваме, ајде, Ферит, бе, Ферит! Дојди бе, мајсторе, дојди. Дојди ваму, седете си, девојки. Ајде, ајде. Застанете. Застанете, Ерол трча. Кој е тој Ерол, бе? Јас не гледам. Застанете, ме слушате. Застанете, бе, молам, може ќе ни каже нешто. После ќе ни каже што сака. Така, како и да ќе се вратиме дома. Не се плашете. Забавувајте се без гајле. Ајде. Тргнете ми се од патот, се брзам. Абе, Ерол, ние дојдовме по тепсијата. Но дома нема никој. Никој ли нема, каде се? А кај е тепсијата? Која тепсија? Бе, молам, тргнете се. Во име на Бога, оставете ме. Таа е тепсијата на нашата старица, бе. Нема никаква тепсија, нема никој ништо. Дузгјуне се јави, нашите девојки отидоа со синовите на Фикри. Рече и ти да оди со нив. Девојките отидоа, јас останав овде. Вие ме задржувате да ви се плукнам. Молчи, бе, немој така. На вистина, ако продолжите да зборувате, ќе ви залепам по една. Отидоа девојките. Тргни се. Тетка ми се јавува. Стави го на вибрации. Зошто? Господе Боже, ова е село, бе, нема мрежа секаде. Ајде, стави го на вибрации. Господе Боже. Девојки, каде одиме? Да одиме кај водопадот. Не, Душо, што ќе правиме кај водопадот? Да одиме на Моминската плажа. На Моминската плажа. Момент, малку, што е тоа, бе, стара мома ли? Не е стара мома, туку Моминска плажа. Ајде, сега вози право, патот не носи право. Само право, не грижи се. Добро, тогаш ќе возам право, ама да ви кажам, ќе пуштам и малку музика за расположение, може ли? Не може вака на сила. Ајде! Девојки, ако имате пари, може да ми залепите нешто.
ајде, опуштете се, размрдете се малку слободно, ајде, Господе Боже, бе. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun, ne diye gizliyorsun, sen aşıksın arkadaş, Allah yardımcın olsun, derdine derman bulsun, Каде одиш, бе, Ферит? Чекај малку. Седи на место, бе, абе, назад се тресе, ќе ти се повраќа. Ферит! Абе, назад се тресе, бе, Ферит! Абе, враќај се ваму, ало, еј! sen aşıksın arkadaş, aşıksın. Како оди? Што значи тоа? Ништо, онака. Цел ден сме заедно, зарем не знаеш како сум? Зошто ме прашуваш како ми оди? Ти што мислиш? За да ме нервираш, затоа. Грешиш. Тогаш зошто? Наскоро ќе дознаеш. Што ќе правиш? Немој да велиш дека ќе ме грабнеш. Не знам, можно е. Подобре да одиш напред, а? Не одам. Зошто? Затоа што сум среќен кога сум до тебе. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun, Ферит! ne diye gizliyorsun, Не ми се верува. sen aşıksın arkadaş, Allah yardımcın olsun, derdine derman Ама местово... Да, местово. Сношти ме виде на ова место. Братче, тука сите одат над водата, бе. Илѓун, страшно те изиграла, знаеш ли, братче? А? Велиш си го прошетал целиот свет, си бил во Кина, си бил во Јапонија, а врска нема за својата земја, Ферит. Абе, овде било многу убаво, а? Да земеме столчиња и да седнеме малку покрај морето. Може, бога ми? Добра идеја. Дојдете, од задниот дел од караванот има и масе и столчиња. Да ги земеме нив и да се сместиме убаво, а? Добро. Ајде тогаш додиме, ајде. Ајде помогнете малку. Ајде бе, Ферит. Навистина интересно место. Така е. Но местово има и своја приказна. Љубовна приказна. Да. Навистина? Раскажи ми ја. Приказната за една принцеза која живеела со сиромашен рибар. Ферит! Дојдете ваму, бе! Потоа? Потоа... Ферит! Абе, синко, ќе се удавите таму, опасно е, дојдете ваму! Не се плаши, ништо нема да биде. Како така, бе? Тој море, бе, брановите ќе ги однесат, бе, ќе се удават. Бранови има, бе, ало, бранови ќе ве поклопат. Како и да е, друг пат ќе ти ја раскажам. Ајде сега да одиме. Брат ти се загрижи за тебе. Доаѓаат.
Опасно е бе, Ферид. Ти, не правете вакви глупави работи, ајде. Зете, што правиш ти? Што правам бе јас? Што сум ти направил? Абе, Зете, ти наместо да ми помогнеш да останам сам со девојката, токму кога сме сами ти мора нешто да направиш. Абе, ти нели разбираш бе, Ферид? Абе, тука не се прават такви работи, бе. Ало, јас само мислам за твое добро. Зошто не се прави? Голем нечесник си, Зете. Абе, Остави. Така зборуваш со Зет ти, бе, јас Зет сум ти. Ке се удавите, ќе останете таму. Господе Боже. Требаше да земеме нешто за јадење и сега ќе си касневме. Бога ми огладнев. Многу ми се јаде. Добро ќе ни одеше тука, аха. Има благо тука. Какво благо? Профитерол. Ке ви донесам. Никогаш не сум јадела профитерол. Да, ништо не си пропустила да знаеш. Профитерол е ваква нешто. Има кафеави топки во 1 сат и кога ќе пресечеш топката внатре има едно превкусно нешто внатре во неа, ама нешто кој убаво, тоа е неодоливо. Сега сум многу љубопитна. Имаш едно бајато. Значи тука си. Сега да одиме. Ајде да видиме. За тебе. Дај лажичка, Ферид. Благодарам. Вака држите го, полесно се јаде, вака. Што е ова? Ова е расипано. Се извинувам, внатре има тоалет. Ало, Ферид, абе, зошто на девојчето му даде да јаде од тоа бајатото, нели го тргнавме на страна? Ама ме напаѓаш и ти. Ама го тргнавме на страна, го сокривме, зошто го даде на девојката, бе, греота за неа сега, Сме го заборавили, изгледа. Да, бе, сме го заборавиле. Не разбирам, зошто се однесуваш вака, бе, Ферид, ало? Тој дел е многу убав, навистина, прекрасен. Леле! Ове! Господа те кази! Леле! Каде оди Отидува, ја грабна! Ферид! Што се случува? Што се случува? Ништо. Како тоа ништо? Ете го правам тоа што кажав. Те грабнав. Каде? Во Истанбул. А што ќе биде со татко ми, со сестрите, со селово? Не ми е гајле, што сака нека биде. Те грабнав и си одам. Јас ти кажав, правам што ќе наумам. Каде оди? Види ја грабна, сестра ми. Леле, жими се ја грабна. Застани, чекај, застани, велам застани. Чекај, ќе направиме сообраќајка. Седни овде. Да знаеш, ќе ти направам нешто многу лошо. Навистина, ајде направи ми. Еве, тука сум. Те земав. Те земав и те носам. Каде? Ми се лоши од предното седиште. Добро, ти си знаеш. Добро. Слушај, вамо, за последен пат прашувам, ќе застанеш? Секако дека нема. Ја што ти кажав? Правам што ќе наумам. Пред
Ти да наумиш нешто, јас ќе ти плескам по една по главата, па да видиш како е. Не разбрав. Сега ќе разбереш. Што се случува? Ме се случува нешто, е? Ај! Ете, ти направи ја собраќајка, брзо! Леле, Дадо! Дадо, добра ли си? Ферит! 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 Ферит, разбуди се, што ти е? Што ти е? Ферит, разбуди се. Ферит! Ферит, добро ли ти е? Леле, што направив? Што направив? Ај! Мразот ќе ти помогне. И онака не изгледа многу страшно. Како бе, не е страшно, зарем не гледаш? А дали да викнеме брза помош, а? Не, никако. Со брза помош ќе го одвлечеме вниманието на соседите. Ама многу ме боли. Ама застани, почекај малку. На кошаркарите вака им ставаат мраз кога ќе се повредат на надпревар. И после 5 минути кошаркарот станува и продолжува да игра. Дури и кошови продолжува да дава, ако ти се верува. Како и да е, подржи го ти ова јас. Да раскренам малку пред да дојдат моите, а ти ќе ми помогнеш. Кога ќе ти помине ногата, стани и помогни ми. Кој знае дали тргнале на пат? Ќе му се јавам на Ферит. Јави се, ајде. Сам ќе средам, што да правам. Ферит! Ферит, разбуди се. Ајде бе. Уф! Што ќе правам сега јас? Сега уште ти ми фалеше. Ми исклучи? Да му се јавам на Коптагил. Тух! Не ми се верува, има пасворд. Ферит! Ферит, ајде! Ајде, те молам, разбуди се. Господе, што ќе правам? Ај. Ферит! Ферит! Да не го убив јас. Изгледа мозокот му го историв, леле. Ферит, ајде. Ферит, ајде. Разбуди се. Ај. Главата... Што се случи? Се онесвести, сега се освестуваш. А зошто? Мене ме грабна, а јас те удрив по глава со тава за да не ме грабнеш. Да. Земи. Не, благодарам. А ти зошто ме грабна? Нели реков дека ќе ти направам нешто? Но јас се шегував. Се изнервирав со Коптагил. Реков да прошетаме со караванот. Заборавив дека ти си во тоалетот. Кога излезе од тоалет, реков да се пошегувам малку. Значи шега беше. Многу добро направи. И еве што те снајде. За малку ќе умревме. Не се шегувај повеќе со мене. Ако треба ќе умрам. Кога ќе прашаат зошто умре, ќе кажат умре за една многу убава девојка. Бог да чува. Види го што зборува. Стани. Благодарам. Не е важно. А во меѓувреме, во љубовта нема кајање, Илгјун. Љубовта не е грев. Еј! Абе, што правиш ти, бе? Не ти ја даваме! Пушти ја, сестра ми! Пушти ја, бе, сестра ми! Не ти ја даваме, сестра ми! Да и се случеше нешто, бога ми, ќе те убиевме! Застанете, што правите? Абе, брат, јас ти кажав убаво, не љубов ќе те снајде во село. Ајде, смирете се, девојки. Дојдете. Добро си, Дадо? Добра сум, добра.
Кафето е многу убаво, да ви се позлатат рацете. А, на здравие. Карав да ви се стори. Абе, Маџер, на овој синовите никаде ги нема и девојките ги нема, ова е сомнително. Зашто се сомневаш, бе, Ага? Опушти се. Сега ќе прашаме. Ајде, прашувај. Чичко Фикри, кај се твоите синови, Ага? Јави им се да дојдат да ги прошетаме малку, ако не е проблем. Тие веќе си се шетаат, Ако не ви пречи, смеам ли да прашам кој ги шета? Моите ќерки сега ги шетаат. Девојките. Девојките ги шетале, да се сневите. Слушнав, слушнав. Јас ќе одам до тоалет. Добро бе, оди, ајде. Абе, проклетници, бре, следете ме. Повели. Вие да не сте луди, што правите? Зошто ме напаѓате мене? Абе, мислевме дека ја грабна Дада. Сестри, ви реков дека нема грабна. Ферит заборавил дека сум во тоалет. Кога излегов од таму се исплаши. Во тој миг скршна од патот. Ете тоа беше се. Не ми верувате? Да. Ете така беше. Зошто сите три ме напаѓате? Абе, сега велам да не зборувам, ама со сила ме влечеш за јазик сега. Не ги обвинувај девојките, бе, Ферит. Зошто караванот го зема без моја дозвола, кажи ми, мислам без дозвола од брат ти. Што е ми тераш и не ли сега, бе? Ама зошто ми викаш доста? Абе, не е доста. Ајде кажи ми, жите Господ, како ќе го изнесеме чудово од овде, а? Како ќе излезе, а? Кај се задржавте, бе? Едва и дојдовме за да не свати некој. Точно. Баторешат, ќе ни кажеш ли нешто? Секако ќе ви кажам. Не го слушнавте Дузгун. Рече, девојките отишле на прошетка со караванот. Да, така рече, јас слушнав. Што има во караванот? Што има? Во караванот има кревет, има туш, како хотеле. Што знам? Што не ми доаѓа на памет? Возишем, Бог да чува. Добро, реков да ве предупредам да превземете нешто. Фала ти, Баторешат. Не е важно, само ви помагам. А што е со мојата тепсија? Тепсија? Не се преправај дека не разбираш, ако ти залепам една звезди ќе броиш да знаеш. Пари за тепсијата. Добро бе, Ага, смири се, ќе ти дадеме, ама сега немаме готовина. Кога ќе одиме во Мармарис, ќе ти купиме со кредитна, може ли? Во ред? Добро тогаш. Ајде јас полека да си одам, да не го одвлечам вниманието на луѓето. Господе Боже! Полека, бе. Не, бе, ова никогаш нема да излезе од овде. Никогаш. Браво, бе, Ферит! Треба да викнеме влечна служба, инаку... Оф, Ферит, бе, оф! Како да, ајде. Прво да запреме некој минибус и девојките да ги испратиме во селото, барем нека одат тие да се одморат. Каков минибус? За Сариер или Бешикташе? Каков минибус? Поминува ли од тука минибуса до селото? Нема минибус во селото. Како ма нема минибус до селото? Бога ми, нема во нашето село. Нема за да не доаѓа многу народ во селото. Господе Боже, што село е ова? Кусиот Исмаил се јавува. Јави се. Исмаил. Исмаил да умре за тебе? Кај сте вие? На Моминската плажа. Не прашувај, Исмаил. Имавме собраќајка. Караванот излета од патот. Ни треба нешто за влечење. Исмаил, спасете не. Ти само кажи ми на мене што сакаш. Немојте никаде да одите. Веднаш доаѓаме. Добро. Што се случи? Добро е, најдо возило за влечење. За половина час е овде. Добро, ма, браво за тебе. Не ми е јасно. Како може да нема? Мора бе да има минибус, не сме во пустина. Пустина ли е ова, бе, а? Пустина ли е? Ете, нема. За среќа имале сообраќајка.
така да синовите на Фикри ништо не успеле да направат на девојките. Ага, каков караван е тоа, бе? Проклет да е тој караван. Абе, остави го сега ти караванот. Треба да најдеме теренско возило за влечење. Абе, Решат има джип. Нема да го даде. Тој нема, но ние ќе го земеме. Ага, како ќе го земеме? Може ли да ми кажеш? Додека таа со црвената коса е со него, тој ќе се седи во кафеаната. Слушајте ваму, сигурно клучевите од колата се дома. Да одиме некако да ги земеме клучевите од дома, ни требаат околу 15 на минути за одење до таму, значи најдоцна за половина час ќе ги вратиме. Полека, полека. Такво нешто нема кај Исмаиловци. Ако има кражба, некоја да лавера или било што, мене ме нема, така да ви кажам. Ова досега 100 пати го имам кажано. Абе, нема да крадеме, другар. Ке го позајмиме, за да ги спасиме девојките. Ајде, ајде. 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 Не од таму, бе, од патеката, дојди. Епа, штом го испивме кафето, ајде сега да одиме во катастарот, ајде. Господин Решат, кажи ми ти мене со кого ќе се видиме во катастар? Со Мустафа. Како се презива тој Мустафа? На вистина, како се презиваше тој Мустафа? Како така, бе? Како може човек да го заборави презимето на другиот? О, јас не се сеќавам, вчера што јадем па... Добро бе, ајде како и да е. Како ние да го најдеме тој Мустафа? Ако прашаме некого, ќе ни го покаже ли Мустафа, а? Ќе ви го покажат. Колку луѓе по име Мустафа може да има во катастар? Добро, но тука има 4 по име Исмаил. Може би и таму има 5 по име Мустафа. Точно. Елмаз точно кажа. Дај ми го ти неговиот број, ајде, дај. Не знам дали го имам неговиот број. Нели рече дека утро му напише порака? Реков, нели? Чекај да видам. Ај, човекот ми испратил порака. Ај, прочитај ја. Си ми ги пуштил М.Б. матични броеви на твоите пријатели, ама... Абе, не должи, прочитај ја. Кај застана, бре? Ама? Ама јас сега ја добив пораката. Не сум во катастарот, бре. Дома сум, не ќе можам да ви помогнам. Ај, Боже. Господине Фикри, ајде стани да одиме. Нашата процедура уште не е почната. Елмаз, ај стани. Ај, зете, не сакам сега да трчам по вас. Подобро одете вие. Добро. Точно кажа бата Фикри. Ако толку се брзате, одете со Дузџун. Сега да не ви пречи балдъската, а? Дадо, тепсијата ја нема и сега старицата ќе се појави пред нас? Молчима, зборувај потивко ќе те слушне. И не дека ја нема тепсијата. Нема никој кај Чичко Дузџун, затоа не ја земавме тепсијата. Бога ми, не знам, јас се уште се плашам. Немој, ма, и мене ме плашиш. Господе, чувај не. Клечи! Девојките се на тераса. Еј, ти остани овде. Ние ќе одиме оттаму, ако е отворена вратата ќе ти напишеме порака. Види, а ти задржи ги овде девојките, добро? Ага, а ние кога ќе чуеме глас ќе влеземе. Слушајте, јас по тој клjuč не посегнувам со моја рака. Добро бе, не мораш. Добро, во холото ќе го земеме и ќе излеземе. А како ќе земеме колата? Нели ќе не видат девојките? Поѓа волите. Ага, не помисливме на тоа, бе. Па вака да направиме, да го најдеме клучот, па после ќе му ја мислиме. Операцијата почнува, бе. Ајде. Ај, ми здоде од седење. Ке шетавме, нели, господине Решат? Секако ќе ги најдеме, шетајки ќе ги најдеме. Пријатно. Пријатно. Добар ден. Господине Решат, ке ги најдеме ли моите внуци? Со конј да ги најдеме, да ги бараме на конј. Ај, да не ги најдеме шетајки, туку веднаш да ги најдеме, може? Да шетаме со конј. Не разбирам. Да шетаме со конј. Малку подолу имам штали. Има ждребиња, има кобили. Ете, ќе земеме еден конј. А знаеш ли да јаваш? Знам, но има ли потреба од такво нешто? Немаш ли кола?
Како немам, секако дека имам теренско возило 4x4 Каде? во мојата куќа, повелете. Добро. Ага, вратата е отворена, бе. Добро де? Да му пишеме веднаш порака на нашиот. Абе, море, каков човек си ти, бе? Зошто само мојот мобилен го користиш? Земи го твојот, скржаве с ниједен, ти користи го твојот. Аман веќе. Добра, бе, доста викаш. Вратата е отворена, почни со операцијата. Добро, може ајде. Јапрак! Доне! Ау, Боже! Дојдете ваму малку, ајде. Исмаел, ти ли си? Јас сум, бе, јас сум. Кој друг да биде, што ти е? Браќа, внимателно и на куќе не фатат. Ајде, влегуваме. Абе, пак рано дојде. Брат ми сега не е дома. Дојди подоцна, навечер е дома. Тука го нема. Да видиме по собите. Слушај ваму, ако јас видам каде е клучот, ќе ве викнам вас. Моја рака не го допирам. Ага, каква рака си имал ти, бе, да му се плукнам? Ајде, добро, влегуј, влези. Ќе ви побарав нешто, ама... Што ќе побараше, а? Ма не, пак заборави, нели мене ќе ме запроси? Заборавив. Те гледаш, заборави што ми требаше сега, знаеш. Ми текна. Имате игла за шиење и ножици да ми дадете? Имаме, чекај да ти донесам. Чекај, не влегуе внатре, застани. Тогаш зошто ти треба? Што ќе правиме, бе, братче? Јас не дојдов да ви побарам ништо, дојдов да ве прашам нешто. Тогаш чекај да одам да видам. Доаѓа, беј. Беги. Каде го оставив тоа? Да не во собата на Бато? Кај е сега ова? Бога ми заборавив. Земи да пиеш. Не сакам. Со Господ напред, како сте денес? Со Господ напред. Ние сме добро, него ти како си? Има малку работа во мухтарството, затоа дојдов. Хајде. Чекајте, бе. Емине, јави им на Исмаиловци да дојдат да ме земат, после ќе си одиш, ајде. Ајде, јави им се. Извини, чекај прво да се јавам. Ете дојде. Абе, Доне, викни ја Јапрак да не бара залудно таму, викни ја овде. Да. Што се
се случува? Дадо, ма! Да не го фатија, бе. Дадо! Дадо, ма! Дадо! Дадо! Што е, ма, зашто викаш ти? Дојде духот на старицата! Што? И го слушнав гласот. Дојде старицата, дадо! Навистина ли? Навистина, да! Беше глас на духа! Не се јавува? Еми не, јави се уште еднаш, нозете ме болат, ајде. Ајде те молам, ајде. Добро, дадо. Сестро, може би не е таа. Тебе така ти се причинила? Така велиш? Да. Леле, пак почна! Трче! Старицата дојде помош! Ага, која старица, бе? Од каде јас да знам, бе? Кој знае која е? Аман, бе, дојди. Кај си, бе, брату? Избега ли девојките? Ага, избега, одлета. Клучот го најдовте барем? Живи Бога, не го најдов. Ни јас не го најдов. Што е ова, бе? Каса, куси, каса. Луѓе, човекот во каса ли го чува клучот? Ага, остави го тоа. Што е ова, бе? Кој знае колку пари има во ова? До главата има каса. Јас знам дека парите се чуваат под перница. Значи, неговите пари не ги собира под перница, бе. Слушайте, сакам да ве прашам нешто, пријатели. Над касата има еден клуч, а не е клучот од колата. Не, мој бе, тоа е. Земи го. Хајде, земи го. Хајде, земи го и да избегаме. Не, пријателе, заборави го тоа. Ви кажав од почеток, не пружам рака. Ага, многу скапоцена рака си имал, бе, ајде. Што направивте, да не ве видоа? Не, бе, успешна операција. Тога зошто бегаа со викање од таму? Тоа не знаеме, ага. Ајде да ја земеме колата. Ти вози ја. Не, брате, заборави го тоа. Во никој случај јас не пружам рака. Најдобро возиш. Мораш. Хајде. Ајде. Слушајте сега. Ако видиме некого попат, сите да се наведнете, добро? Добро. Ајде да одиме, ајде. Ајде. Го виде ли ти тој шпаклатниот решат колку часа не задржа тама? Тој сакаше да не изигра нас. Имаме уште време, дај Боже да средиме. Што е, бе? Зошто застануваш? Муезин крена рака да го земеме, а? Што ќе ти е муезин? Ќе чита молитви или на продажбата? Не, бе, кај нас е таков обичајот. Кој оди во Мармарис ги собира сите. Здраво живо да сте ми живи и здрави, сите Бог да се. Поздраво ти, берикетот на Бога нека биде со вас. Амин, амин. Со Господ напред малку работа имаме и Господ да те благослови што застана. Што правиш сега? Ти на селски пат даваш сигнал, а никој нема на патот. Ако, јас ги почитувам сообраќајните правила. Зошто не си го ставил кајшот, бе? Абе, го ставив? Не тој, овој. Еј, Бог да чува. Кај се овие? На вистина готов сум. Аха, решатага доаѓа. Решатага. Ај, колата оди без возач. Дај Боже да не видел. Еј, Мухтар се јавува цело време, што да правам? Ага, не се јавувај, бе, не се јавувај, не го слушај. Ајде, опушти се. Види. Не, бе, не се јавува. Зошто сега прави вака? Нели веднаш ке се јавеше? Така му рече ти. Нели така му рече? Веднаш да се јави. Абе, така му реков, ама не дај Боже. Абе, да не им се случило нешто. Ај, Господе, нешто лошо да не се случило. Дај Боже да е така.
Инаку Исмаиловце ќе добијат тешка казна од мене, така да знам. Бог да чува и да брани. Што значи тоа сега? Таа вели не дај Боже нешто да ним се случило, а ти велиш дај Боже нешто да им се случило. Тоа не чини. Кажи не дај Боже. Што ме така? Не дај Боже. Реков? Имам ефенди. Каква работа имаш во мухтарството? Ќе напишам официјален допис до муфтијата. Ќе одиме ли? Може. Ајде, одиме. Чекајте бе, што ќе правам само овде? Застанете бе, еј! Чекајте ме и мене, еј! Јас доаѓам! Чекајте, доаѓам и јас! Чекајте бе, ау!